Ekipe su Kiki Handon i Halas Ježev. Се подготвува, значи, свечената церемонија за доделување медали на најмалите категории. Сите добиваат овде медали. Според резултатите нашата екипа има најмногу победи. Впрочем, скоро се победи, освен еден надпревар со Раднички. Од 10 одиграни 9 победи. Пред малку беше прогласувањето на турнирот за ракометарки до 16 години. Победи прва е екипата на Црвена звезда. Втора екипа од Словенија. Најдобри сте 9 победи. Вика, тренерот вика дека се Што ќе им кажеме на родителите? Дома што ве гледаат сега? И ги поздравиме, така ли? Еве се враќаат дечињата со медал. Кажете нешто на вашите родители и пријатели што ве гледаат во Делчево. Беше интересно, не учевме многу работи и така. Се боревме за победа. И бевме најдобри, 9 победи од 10 надпревари, така ли? Честитки за медалите. Благодарам. Поздрав до Делчево, така ли? За сите што гледаат во Делчево. Тоа вече се сега ќе се поместиме бидејќи има надпревар. Последен ден на турнирот еве завршува крајни впечатоци, 9 победи од 10 надпревари во оваа категорија, мислам дека е премија, така да кажеме. Во мини ракометот не се става акцент на резултатот, не се става акцент на толку многу на победите, бидејќи мини ракометот е децата туку што стапуваат на овие терени, на раковите терени,
овде се учат и да се дружат, учат да бидат борбени, учат да бидат ентузијасти, да кои ќе почнат да играат ракомет, да ги имат овие епитети и да постигнуваат успеси. Четвртки, јас ви посакувам за Пикажаното и ви посакувам многу години да бидете меѓу најдобрите на овој Благодарам турнир. што бевте со нас овие 3 дена. Им го доловивте на родителите и на Гледачите. на ракометот во Делчево. Се надеваме дека ќе продолжиме до септември месец уште со неколку турнири да се подготвиме во есенскиот дел во Пионерската женска лига. Честити. Еве ова е финалето тука во категоријата до 14 години. А ние сега полека мора да заминеме за Делчево, тоа беше се. Од преносите овие 3 дена, како што кажа тренерот. И ви посакуваме пријатен остаток од денот, гледате тенис ако се уште не заврши.